Vaše Visokoprosveštenstvo mitropolite Prespansko-Pelagonski i administrator Australijsko-Novozelandski konsulin Petar, Vaše Visokoprosveštenstva i Preosveštenstva, Vaša ekscelencija ambasadorina Republika Srbija, Republika Severna Makedonija, gospođo Elena, gospodin gradonačelnik na Kruševu, gospodine Hristovski, braća predvideli, djakoni, verni narode Božji. Pred puni 25 godini Bomilijata na našата Хиротонија во архиерейски чин рековме, цитирам: "Го молам овој народ Божи собран денес да го покажа токму тоа единство во верата, во литургијата и во епископот, и да би биде секогаш совест за ваквата споределба. До последен див да работам на единството, како на поместната, така и на црквата во целата вселена." Ова прво единство на нашата поместна црква со другите поместни цркви изгледа дека Господ благословил да го постави пред нашиот последен здив. Сега ни останува историјов дел од летувањето, дадено пред 25 години, да работиме на единството на црквата во целата вселена. Си споменуваме дека кога го причувавме ова пред 25 години, ова прво сега веќе остварено единство ни изгледаше претешко за остварување. Како што денес пак ни гледа претешко да се оствари единството на црквата во цела вселена. Но токму тоа единство за Бога е најважното, а за нас створените битија најпотребното. Господ да ни помогне да не западнеме во самодоволност, ниту како поединци, ниту како црква во целина, зашто со самодоволност ниту црква ќе можеме да се наречеме. Нема ништо што посуштествено ја изразува природата на црквата од нејзиното единство. Ако Бог е еден во Троица, а тој постои токму така. Ако има многу помесни цркви, а сепак црквата е една, токму затоа што еден Бог и едно е неговото тело кое е црква, тогаш неопходно би било да се разминат сите потреби кои не се ниту мали, ниту беззначајни. Црквата е црква Божја, зашто секогаш е отворена за други. Така не научи самиот Господ, кој е нестворен по природа. Зашто спасение прими на себе создадено, зашто тој на себе прими создадено човечко тело, да се покаже во се сличен на нас луѓето, да со сличност да го обожи. Стана наш со телесни, за нам на луѓето да ни го отвори патот кон вечност. А животот во вечност, што е друго освен заедничарење без преки, без поделби, без расколи, без самодоволност. Другиот, ближниот е нашето јас и заедно со него моето јас преминува во нашето ние. Ако почесто си го споменуваме ова, ако често се присетуваме дека без другиот, кој е во телото Христово, во кој се сремам да бидам јас, телото ќе биде нецелосно, а тоа значи несовршено, тогаш не ни преостанува друг заклучок, освен тој дека нашето спасение е условено од нашиот ближен. Некој од современите философи велат дека, цитирам, мојот ближен е мојот пеко, завршен цитат. За жал, за многумина, веројатно и за повеќето луѓе во овој свет.
во кој што живееме, со животот со другиот може да се претвори во кратка конфекулот. За христијаните, другиот е икона Божија. Исто онаква како што сме и ние. Да без другиот ниту за нас да нема рај. Ова го велиме зашто во нашава современост господарат индивидуализмот, кој настојува другиот да го третира како предмет за задоволување на ниските страсти. Да се доживува другиот како врата кон рајот е христијанска полнота. Живот на подвиг во овој свет, но живот на блаженство во векот кој што е ветен од Христа, дека ќе биде подарен. Денес, на денот на нашата интронизација како митрополит на Крушево и Демиркисар, особено се освртнуваме и обележуваме нагласената индивидуализација во нашето општество, во кое најчесто ги делиме со другите само заедничките страдања. Многу малку се оние кои со другиот ги делат радости, зашто другите најчесто завидуваат на нечија радост, а ние пак најчесто кога сме радосни сме надмени пред другите, што е погибелно и за оние кои се радосни и за оние кои се надимаат. Црквата е нашето борилиште, каде се учиме на сопостоење со другите во вечност. Затоа тоа борилиште се бориме со другите, но се бориме и со самите себе. И позначена е победата над самите себе, околку победата над другите. На таков вид на борба и благословена од Бога победа над самите себе, ги повикуваме сите партиоти во денес доверената ни света митрополија. Некој ќе приговори како може оваа митрополија да биде света, кога во неа живеат грешни луѓе. Но ние грешници, од кои првиот сум јас, не сакаат да останат одвоени од Бога во вечност. Затоа се собираме денес, а ќе се собираме уште многу пати во текот на моето архирејсување овде, да му принесуваме на Бога благодарност за се низ кое поминуваме во животот. Добро или лошо, како што не научи големиот Платон. Цитирам, фала му на Бога за се, завршен цитат. Ова често ќе го слушате од мојата уста, но многу ќе ме радува ако и јас го слушам од вашата. Тие се зборови на христијанска зрелост, на оние кои научиле дека воскресението има само еден пат, патот на крст. Ете тој пат кој всушност един дедно патие го одбрале вашите претходници од овој славен град, не само самите тие да стигнат до воскресението, туку со настроение кон воскресението да не задолжат и нас, нивните наследници. Во толку мал град, да после 4 преубави градски цркви, а во неговата околина наоколу големи манастири кои се украс на целиот регион. Својствено е на луѓе кои ја знаат вредноста на крстот, а преку него и на воскресението кое доаѓа. Сите луѓе кои ја сочинуваат оваа епархија, Демиркисарскиот регион, особено кривогрештански, се негласено работи. Но она што ние особено не радува нас, се луѓе што ја сакаат црквата,
само веднаш уште денес да потенцираме дека тоа не е доволно. Не е доволно само да немаш ништо против верата и црквата. Туку во црквата да научиш да живееш и да постоиш за црквата. А тоа заради себе, заради семејството, заради ближните. Никој друг не нуди живот вечер. Живејќи во овој свет се сродуваме со болката, жалоста, водлишката, но заради мене и тебе дојде Христос на земјава, за да ни вети дека луѓето треба да ја наследат вечноста, која ја дава смисла на сите безсмисли што ги проживуваме во овој свет. Умилението ги води луѓето до покаяние. А како што е познато, покаянието е главна врата на црквата. Преко покаянието влегуваме во црквата и таа е заедница на Бога, но и заедница на луѓето меѓу себе. Во црквата не сме сами, туку со сите кои заедно се причептуваме од едниот Христос, кој е ист и вчера, и денес, и утре. Со него се причептуваме вашите предходници, со него истиот се причептуваме и ние денес. Со него ќе се причептуваат и идните генерации. Тој не прави да бидеме едно со сите и вчерашните, но и тие утрешните, особено со тие денешните, со кои го делиме залакот на денот што изминува. Затоа, кога се причертуваме со Христа, ние престануваме животот да го живееме како единци. Туку во нас е целата заедница на црквата. Ние сме таа заедница. Ете, ова примете уште од првиот ден на интервенција на вашиот епископ. Зашто тоа ќе биде омега и алфа на нашето епископување во Бога гласувана митрополија. Не велиме алфа и омега, туку омега и алфа. Зашто во црквата крајот го осмислува почетокот, а нашиот благословен и вечен крај е Христос Господ. Затоа не го пославиме, нему му се молиме, со него се причестуваме. И сакале во овој свечен момент, кој е воедно представување на програма на работа на вашиот епископ, со смирен, но обврздувачки тон да се обратиме до младите луѓе, да им се извиниме за сите грешки кои сме ги направиле на тие млади луѓе. Ние, по-возрастните, да им кажеме, ако имаме правилен пристап кон нив, тие со сигурност немаше да напушат својата грешковина и своите сродници. Заради нив, но и заради нас, на Христос, заради сите млади и оние кои живеејќи по верата се чувствуваат вечно млади. И живееме пол црковен живот во светите тајни, да го пееме и славиме името на Отца и Сина и Светиот Дух. Да не помине недела или празник, а ние да бидеме отсутни од црковната заедница, освен секако кога тоа е оправдано. Не дека нас црквата не може да не собере на литургија без било кој отсутен од нас. Туку затоа што ние без литургија сме како древа, која непрекинато се суши, додека целосно не се исуши. Учеството во литургијата не вградува во народот Божи и затоа Свети Максим Исповедник ќе рече дека дел сме од Бога.
Постоиме само тогаш кога сме дел од Бога. Поинаку ние не постоиме дури ако нашиот земен живот е подолг од 100 години. Ако нашето постоење е пократко од вечноста, тогаш истото би било безсмислено. А единствено Бог може да ни даде постоење во вечноста. Затоа зашто единствено тој е вечен. Нас на луѓето животот ни е подарен, но вечноста треба да ја измолиме. Затоа е потребно, подобро речено, неопходно е да се црквуваме. Не само да ни видят добро на земјата. На земјата, колку сме поблизко до Бога, повеќе пробитки имаме. Туку да се вчлениме во вечното постоење, кое со нескриено очекување како христијани треба да го посакува. Од Елмасево погора кажано, сигурно се насетува резимето на пораката која ќе се држе во службата што денес ја примаме. Ќе се држиме, ќе ја раздалтуваме, луѓето во оваа епархија ќе ги подсетуваме уште во сегашно време да преминуваат кон живот во вечноста. Кога кон животот во есхатонот и да не го одвојуваат есхатонот од времето во земниот живот. За нас христијаните вечноста почнува во времето. Таа не е крај на времето, туку потполно е испреплетена со времето, кое, како што сите знаете, е релативно. Со други зборови, времето не постои, а постои само вечноста. Ете, кон таа вечност ќе ве повикува вашиот епископ. Ако случајно задремете на пати, ќе има смелост која му е дава вашата слобода да ве пробуди, да не го напуштате патот кој за сигурност води кон единство со Бога. Ваше високопреосвещенство, митрополите Преспанско-Пелагонски и администратор Атроинско-Новоделански господин Петар, браќа архиереи, браќа свештенослужители, во овој момент на објава на обврски што ни престојат, ве замолувам да ги контролирате како исправноста на нашата вера, така и исправноста на нашите постапки. Не се поставува епископот со главнува, туку се поставува за да првенствува со добродетелите. Со други зборови речено, не се поставува епископ само да управува, туку да поучува, да ги буди задреманите, да упатува кон есхатонот. Ете, за тоа ве замолуваме, браќа архиереи, да ни помагате, зашто преку нашето единство ќе ја види и ќе ја почувствува народот Божи безсмислата на единството, како смислата на единството, како со Бога, така и единството меѓу себе. Благословот Господов и милоста Негова да го прати народот ни целата ова од Бога спасувана света митрополија, но и во целиот од Бога створен свет. Субоците на вашиот живот, сега и секогаш и во вековите на